Почитувани пријатели, дами и господа, денеска славиме значајни јубилеи и од аспект на компаниите и од аспект на македонската бизнес заедница. Особено за македонската бизнес заедница, бидејќи во овие компании се содржани сите елементи на нашите приоритети. И индустријското производство, и извозот, и напредните технологии, и трендовите нови во бизнисот, и дуалниот систем на образование, и иновативноста. И се тоа под чадорот на конкурентноста и додадената вредност како основни приоритети на најголемата бизнес асоциација во нашата држава. Предпоставувате сите, станува збор за Фероинвест, кој слави 20 години од своето основање, и Брако, кој слави 20 години од успешното рестартирање. Под водство на професорот доктор Кочо Анѓушев, кој на дело покажа дека човековиот фактор е број еден во сите овие процеси. Колку такви кочовци има Македонија? Тоа е прашањето кое јавно го поставив пред неколку месеци, посочувајќи дека таквите профили на личности се малцинство кај нас. Напредните ставови и економските политики кои бараат лидерство, безкомпромисност, но и ризик, ќе бидат наши принципи понатака и ние од нив нема да се откажеме. Професорот и бизнисмен не паднал од небото, кој е граден кадар на престижни универзитети во Германија, Велика Британија и кај нас. Тој не дојде на позициите од водно, туку од Велес, помина трнлив пат како успешен македонец. Затоа треба да му честитаме. Анатомијата на таквите личности, фирмите и комората се основа за економски напредок. Затоа една порака до него: оди до крај, комората поддржува такви бизнисмени. Второто прашање е дали и колку Македонија има браковци. Сите ќе речат, па тие се во комората казески. Тој нека ви каже. Јас пред вас јавно кажувам дека Македонија има доволно браковци да оди напред, ако тие се сплотат и изградат една единствена цел: раст на економијата од 4%, раст на извозот од 15%. Одлучно градење на правна држава и одлучно градење на пазарна економија, базирана на силни институции. Се разбира и влада и администрација која јасно ќе бидат определени дека економијата треба да биде главен приоритет во наредните 10 години. И последното, трето прашање: колку Македонија имаме? Имаме само една Македонија, која мора да изградиме во наш интерес и во интерес на идните генерации. Ние еднаш мора да докажеме дека можеме да бидеме равноправен партнер и член на меѓународната заедница, и за тоа е потребно да изградиме економија која ќе почива на новите трендови, како што се напредните и модерни технологии, дигиталната и зелена економија, но и целосна посветеност на секоја компанија кон создавање на успешни производи и услуги со кои ќе бидеме горди во наредниот период. Денеска е вистинското место, тука, да Стопанската комора во 102-та годишнина на своето екзистирање упати јасна прокламација до сите дека можат да бидат сигурни и кочовците, и браковците, и нашата држава, дека во Стопанската комора на Северна Македонија ќе имаат сигурен партнер во наредниот период и со тоа да се гордеат.